Високите температури се повод повеќе да се бара ладовина под сенка на планина или па покрај езеро или море. Годишните одмори само што не почнале. Поголем број наши сограѓани го користат терминот пред официјалната туристичка сезона да заминат на одмор, при тоа користејќи пониски цени во одморилиштата. Туристичките агенции најавуваат богата понуда за која велат дека има интерес кај граѓаните. Нашите сограѓани патуваат и пред сезоната и за време на сезоната. Сега зависи каде се вработени и кога ќе го добијат годишниот одмор. Цените за вон сезоната се многу по-ефтини за разлика од шпицот на сезоната, кој почува од 10 јули некаде до 10 август. Тај месец се рачуна како шпиц на сезоната и тога цените се далеко повисоки за разлика од сега. Еве само за илустрација да ви кажам, од 26 мај до 2 јуни и од 2 јуни до 9 јуни цените во Грција, во Паралија и Олимпик Бич беа по 49 евра по лице за 7 ноќевање и превозов куќе во таа цена. Значи сосема ефтини за разлика од сезоната кога се на пример по 135-149 по лице исто за 7 ноќевање и превозо. Граѓаните различни во своите кажувања за користење на годишниот одмор. За едни цените превисоки, за други семејниот буџет мал. Не сме размислували се уште. Цените се навистина високи. Не може со нашите македонски плати да се годишни одмори да се користат така. Во Охрид. Дали е скапо? Па ќе видиме какви се цените. Преку агенција ќе одиш или? Преку агенција. Како и да е, летото е пред нас. Голем број на наши сограѓани ќе заминат на летување во познати туристички дестинации. Оние кои ќе останат дома ќе се разладуваат покрај Кочанска и река Брегалница или пак кај езерото Градче или рекреативниот центар